Почитуван вице-премиер, почитувани колеги. Денес кога доаѓав кон Скопје, мислев да зборувам по еден концепт, но со денешните реплики на премиерот Заев искрено останав збунет кога повеќе пати повтори дека докторите земаат 100.000 денари плата. Овде во салата сме 5 доктори. Еден да ми каже колкава плата зима неговиот колега. Ова е отворена седница. Почитувани колеги доктори, ве повикувам во текот на седницата да се јави барем еден што зима 100.000 денари плата. Почитувани колеги општи лекари што завршиле медицина со добиена лиценца, нека се јави само еден кој што започнал по новиот оглас кој што го распиша Министерството од пред 9 месеци, по новиот донесен закон во февруари месец. Тој стаж требаше да трае 6 месеци. Досега требаше да има завршено со таквиот задолжителен 6-месечен стаж. Колеги, општи лекари, јавете се само еден кој што започнал, не да има завршено, а требаше да има завршено, да каже дека започнал и да каже колкава плата земал. Почитувани колеги од Комисија за здравство, ќе ве потсетам, беше јануари, може би заборавивте, во текот на самата дебата сакавте да турнете закон без да знаете на кој начин тој ќе се спроведе. Во текот на самата комисиска расправа, заменик министерот, кој што денеска повеќе не е тука, пресече и рече дека ќе се донесе дополнително нов правилник од Министерството за здравство. Еве, прашувам јавно, дали тој правилник е донесен? Не. И затоа нема почнато ниту еден колега. Да ве потсетам, изминатава една година завршија преку 250 лекари со добиена лиценца. На огласот, што беше јавно, конкурираа 64 души. 64 души чекаат 9 месеци да бидат повикани од Министерството за здравство. Пред само 10 дена им беше звонето на тие 64 колеги, замислете, помалце од 10 само рекле дека уште ја прифаќаат понудата што конкурирале на тој конкурс. Значи тие дополнителни 50 колеги веќе заминале од државата. Вака се грижите за докторите. Ова е најсликовит начин колкава е вашата грижа и колкава е придобивката која што вие ја сакате да ја продадете на јавноста. Само правите револт кон пациентите, мислејќи дека докторите земаат 100.000 денари. А не кажувате дека на едно оделение има само еден специјалист доктор. Дека завршените доктори, поради донесениот закон, немаат можност да запишат специализација, поради тоа што вие не знаете на кој начин тоа да го спроведете, бидејќи немате одвоено средство во буџетот за тие доктори. Тоа не го кажувате. Само паушални празни зборови. И не знам како уште ги повторувате и убедувате дека е така. Се чувам, еве денеска премиерот 10 пати повтори, платата била 100.000 денари. Еве, седницата ќе трае уште 2 часа, ќе бидам премногу среќен, само еден колега да се јави и да каже дека земал 100.000 денари плата. Срамно. Очигледно е дека оваа влада здравството не е приоритет. И немаат идеја како тоа да го решаваат. Слично на тоа, донесовме промени во законот. Да ве прашам, дали знаете еден колега кој што се пријавил да работи дополнителна дејност во установата во која што работи? Еден колега, законот е во тек повеќе од 5 месеци. Зошто не се пријавил? Ниту еден. Затоа што е само популистичка
донесена одлука. Во пракса, никаков бенефит, ни за пациентите, ни за докторите. Носите закони кои што се само популистички, да изгледаат на хартија, да пишувате што сте направиле. И на крајот останува тоа, ќе го направиме. Завршувате со реченицата ќе го направиме. А донесена одлука пред 9 месеци, пред 3 години, да ве потсетам, декември 2017 одбивте закон за докторска дејност, затоа што рековте дека за 2 месеци ќе се донесе закон за здравствена заштита. И тој го нема. Каде е тој нов закон за здравствена заштита? Кај што ветуваше плата на докторите, заштита на докторите, кај што требаше да биде променет системот кој што со години го напаѓавте. Вие го напаѓавте тој систем и популистички на несрекните судбини измислувавте приказни за да биде поактуелно. И не само ништо што не преземавте, туку и напротив продолжувате со агонијата во која што е здравството. Нема доктори на едукација, нема нови лекови, ветувавте нови лекови. И тоа ви ги кажувам, овие ви се ветување кои што требаше да бидат во првите 6 месеци. Распишан тендер за катна гаража на клиника го поништувате. Каде? Тоа ви беше ветување за првиот месец дена. На пратеничко прашање од 4 октомври, значи поминаа повеќе од 40 дена, барав писмен одговор од министерот по 3 прашања, по ниту едно не добив одговор. Кој ќе ја сноси одговорноста и докаде е постапката со инфицираните од хепатитис С 13 пациенти кои што лежеа во клиничката болница во Штип? Зарем нема право јавноста да знае како тие пациенти добиле зараза која што е штетна по нивното здравје и која што во коморбидитет со нивната основна болест им се намалува шансата за преживеаност повеќе од 50%. Зарем јавноста нема право да знае докаде е физибилити студијата која што министерот уште ја повтара за приватно јавно партнерство, најпрви со брзата помош, а потоа и со приватната болница Филип II. Како се наплаќаат услугите за кардиохируршки пациенти, за деца, кога не постои кардиохирург? Не знам зошто министерот не достави ветениот писмен извештај. И на крајот, секоја ваша реченица останува дека ќе направите. И ви помина цел мандат во ќе направите. За 10 дена ни доаѓа последниот проектиран буџет од оваа влада. Ниту подобрени услови, ниту подобрен мој термин, ниту плата од 100.000 денари за секој специјалист. Ниту здравствените работници, ниту административците не ја добија ветената покачена плата. А вие ги убедувате дека тие си имале плата. Зарем сите не знаеме да читаме бројки? Ќе ве потсетам уште на неколку ветувања што ги дававте за подобро здравство за сите, и за пациентите, и за докторите. Имате несоодветни кадри. На факултетот во Штип предава предмет психијатрија, дипломиран психолог. Незамисливо нешто. А зборуваме за унапредување на здравството и медицината. Зарем не е срамно тоа? Тоа го кажувам втор пат и се надевам дека сте прашали, дека знаете дека е така и очекувам од вас да реагирате. Но очигледно политичките интереси и договори се посилни од грижата за пациентите. Здравјето на пациентите е споредна улога во однос на вашите лични интереси и потреби. Ке завршам, времето ми привршува, дека не ни е потребно нов трет заменик министер за здравство. Нема значение името на новиот министер за здравство. Оваа влада покажа дека нема идеја како со здравството
и нема просперитет понатаму да го води овој сектор.